Вие ја гледате емисијата Вашиот пратеник. Гостин со мене овде во студиото е пратеникот Оливер Спасовски. Добре дојдовте. Благодарам на поканата. Вие сте пратеник одамна, во неколку наврати во изминатите години. Што работевте претходно? Затоа што гледаме од вашата биографија дека сте дипломиран правник. Дали може да се присетиме на во минатото од каде почнавте, па влеговте во политиката? Да, јас сум биран неколку пати за пратеник. Практично во 5 изборни циклуси сум избран за пратеник, од кои што 3 мандати сум во собрание, 2 мандати бев во извршната власт. Дипломиран правник сум, роден во Куманово, завршив основно образование во училиштето Браќа Миладиновци во Куманово, понатаму во гимназијата Гоце Делчев и после тоа се запишав на правниот факултет Јустинијан I. Дипломирав, кога дипломирав, работев како адвокатски приправник и мојата, да речем, желба беше во тој дел да се развивам токму во правец на тој професионален развој да биде во адвокатурата. Инаку, кога станува збор за политиката, јас сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од мои 18 години, значи веднаш Откако со полнолетството средно и веднаш и пристапив како член во Социјалдемократскиот сојуз без некакви претензии да градам некаква можеби политичка кариера визави професионалната кариера која што имам. И тоа сплет на околности донесо до тоа да јас 99-та година бидам избран како член на претседателството на СДСМ во Куманово, на едновремено раководство кое тогаш се правеше и веднаш после тоа да ме изберат и за секретар на општинската организација на СДСМ во Куманово. Понатаму работам во општина Куманово и како советник на градоначалникот и како секретар на општина Куманово. Понатаму мојот развој е во политиката, односно во политичката партија, значи станувам 2004 година организационен секретар на СДСМ. Тогаш и после прв пат 2003 година сум избран за член на претседателство на СДСМ на Македонија, за организационен секретар. На изборите 2006 година сум избран прв пат за пратеник во собранието. За мене беше тоа чест, меѓутоа и одговорност. И понатаму продолжувам мојот развој во таа, да речем, политичка кариера. Рековте родени сте во Куманово. Од вашата биографија гледаме дека сте кумановец. Таму и живеете, ми се чини. Роден сум во Куманово, 76-та година. Таму живеам до ден денеска, значи повеќе од 20 години работам во Скопје, меѓутоа секојдневно се враќам во моето Куманово. Да, Куманово е град со испреплетена култура, соживот, традиција. Дел влијае врз една личност, самата традиција на градот, но другиот дел може да се препише на семејството, на вашите родители и така натаму. Што најмногу влијаеше за да станете ваква личност? Во секој случај и едното и другото влијае на градењето на одредена личност. Семејството е основната клетка на секое општество и тука практично ние го добиваме и првите сознанија, првото воспитување. Тие, би рекол, вредности од кои што понатаму ќе се градиме низ животот. Меѓутоа, една од, да речем, клучните алки во градењето на личноста секако дека е и средината. Куманово е град кој што може
да се оцени како посебен во однос на тие негувања на вредности, меѓучовечки односи, меѓурелигијски, меѓунационални, град на сплотеност, град на заедништво, град на пркос, ако сакате, град на една визија, на прогрес и така натаму. Самиот факт дека и на територијата на Куманово е создадена денешна современа Македонија, самото по себе говори за духот на кумановци на Куманово, и токму и тие вредности кои што се во делот на создавањето на современата македонска држава, на борбата на народно-слободителната борба на Македонија, антифашизмот и така натаму, тоа почива и представува дел од генетиката на сите кумановци. Одамна сте политичар, јавноста ве знае како политичар, но колку имате поддршка од семејството? Да ја видиме другата страна. Вие сте сопруг и родител. Секако дека семејството е тоа кое што поддржува, тоа кое што дава мотив, тоа кое што ви дава енергија за да можете во сите овие работи да се справите, и не станува збор само за политиката. За секоја професија и за сите успеси стојат најблиските секогаш. И секако дека поддршката од сите, и од сопругата, и од децата, и од родителите, значи премногу во целата оваа активност која што ја имав, мојот развој кариерен во изминатиот период, и навистина мислам дека тоа е нешто што остава посебен печат на една поддршка и силна енергија. Имате искуство, рековме, како политичар, јавноста ве гледа долго време како политичар, сега ве гледаме повторно како политичар, овој пат како пратеник. Колку сето она искуство што е зад вас ќе ви помогне сега како пратеник овде во Собранието? Нема професија на која што не е потребно искуство. Јас ќе речам дека и на државата е сериозно потребно искуството во секоја една сфера. Јас имав чест која што ми ја дадоа граѓаните, не само како пратеник, да служам и како министер во влада 2 мандати, да служам и како претседател на влада во еден од, можеби, најпредизвикувачките периоди. Тоа беше периодот на корона кризата, кога практично ние немавме собрание, не можеше да се работи и така натаму. Владата прогласи вонредна состојба и секако дека тогаш сите одлуки се носеа во владата. Тоа се драгоцени искуства кои што даваат можност да се справите со сите предизвици, со се она што може да се појави на патот. Меѓутоа дава можност и да имате една визија за еднината на државата, визија за еднината на граѓаните, начините и методите како тоа да го постигнеме. Така да секогаш образованието и искуството се двете компоненти кои што ги даваат најголемите резултати и успеси. Членувате во собраниски комисии, во неколку работни тела, во групи за соработка. Член сте и на парламентарното собрание на Интерпарламентарната унија. Во работни тела членувате во Комисијата за уставни прашања, потоа во Комисијата за одбрана и безбедност, потоа во пратеничките групи за соработка со Чешката република, потоа со Црна Гора, Романија, Република Полска.
Каде се пронаоѓате во овие групи? Каде можете најмногу да придонесете во овие работни тела и со што и во ова членство во сите овие парламентарни групи? Бидејќи сум и координатор на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и на коалицијата, членувам во две комисии, тоа е во Комисијата за уставни прашања и во Комисијата за одбрана и безбедност. Ова се комисии кои што се најблиски до мојата професија, најблиски до искуството кое што го имам низ годините и комисии во кои што можам најмногу да дадам како резултат. И токму затоа сум член во овие комисии, секако дека членувам и во тие групи за соработка со парламентите, претежно со државите со кои што и претходно сум имал соработка. Морам да кажам дека како министер за внатрешни работи имав извонредна соработка со Чешката република и огромна помош и поддршка на тамошното Министерство за внатрешни работи и затоа одбрав да бидам и член на парламентарната група за соработка со Чешкиот парламент и секако како координатори, сите координатори на пратеничките групи учествуваме во парламентарното собрание на Интерпарламентарната унија. Затоа што важно е и што ќе работиме во собранието, и тоа е важно и таа парламентарна дипломатија да биде на едно соодветно ниво, затоа што како ќе представиме Македонија надвор, ќе биде многу важно за целиот наш развој и соработка што ќе имаме. Како пратеник и како политичар или пред се, имате средби со граѓани. Собранискиот деловник дозволува секој петок пратениците да ги остваруваат овие средби во пратеничките канцелари. Прашањето ми е што најмногу ви порачуваат граѓаните на овие средби? Зашто најмногу да се залагате? Деловнички е секој петок да имаме средби со граѓаните, иако во реалност не е баш така, заради тоа што често, барем во овој парламентарен состав, се закажуваат и комисии, пленарни седници во петоци. Меѓутоа, доколку сакате да се сретнете со луѓето, а наша првенствена задача и цел е да бидеме на располагање и во функција на граѓаните, така да ја одржувам средби секојдневно. И во мојата изборна единица, во Куманово и во другите општини каде ќе ме побараат луѓето, меѓутоа и средби во собранието. Секако дека постојат на тие средби многу иницијативи кои што ги покренуваат, дали се тоа граѓани, дали се синдикални организации, невладини организации за промена на одредени законски решенија, но не изостануваат и одредени проблеми кои што се од лична природа. Проблем со вработување, најмногу проблем со здравствениот систем и така натаму. Дали може да ни откриете зашто најмногу ќе се залагате до крајот на вашиот мандат, која би требало да издвоите една од нив? По која најмногу ќе сакате да ве паметат граѓаните? Залагањата и мои, и на пратеничката група пред се ќе се движат во неколку аспекти. А тоа е прво Македонија да биде економски развиена и просперитетна држава. И тука значи залагање конкретно за работниците, залагање за земјоделците, залагање за малите и средни предпријатија, развојот на економијата. И секако вториот важен сегмент е тоа стварување на вториот национален интерес наш, а тоа е членството на Македонија во Европската унија. Затоа што ако не се остварат овие цели, многу тешко ќе можеме да напредуваме, да го градиме системот, да јакнеме демократијата и институциите на системот да бидат целосно во функција и во служба на граѓаните. Имав чест како председател на владата во 2020 година
да предводам влада во моменти кога Македонија стана дел од НАТО алијансата и навистина посакувам да ја постигнеме целта во која што Македонија ќе стане дел од Европската Унија. И втората цел, меѓутоа, мислам дека е на исто ниво по приоритет, ако не и поважна, а тоа е да направиме се, да изградиме систем во кој што младите ќе сакат да останат овде во државата.